Poštovani kolegi, poštovani profesori, poštovani rektor, poštovani akademici, dragi studenti, poštovani predstavnici na медиумите, дами и господа. Проблематиката на безбедноста во изминатите години веќе ги надмина, поточно ги надрасна сите стари рамки на дефиниции за своите цели и задачи, ширејќи ги сферите на интерес на речни сите подрачја од общественото живење. Потаму, сосема логично појма за критична инфраструктура, што и денешна тема на конференцијата, тесно да се поврзе пред се со безбедноста како еден неизин делокруг на работа. Дотолку повеќе што заштитата на критичната инфраструктура во модерните демократии и општества представува еден од основните стратешки предизвици на институциите на системата. Ако ја земеме предвид општата дефиниција за критичната инфраструктура, без оглед што таа во различни држави различно може да биде систематизирана, од критична инфраструктура се подразбира се она што е од витално значење за функционирањето и останалото на една заедница и на едно општество. Следствено на тоа, во контекст на нашите обществени приоритети за динамично интегрирање во евроатлантските структури, јасно е зашто започнавме еден процес на законско и институционално регулирање на овој сегмент од областта на безбедност. Тоа подразбира проценка, анализирање, дефинирање и заштита на критичната инфраструктура. Како што веќе истакнав, сметам дека тоа е ургентно прашање. Прашање од примерно значење и затоа кон него мора да се пристапи експертски, стручно, професионално, прецизно и стратешки долгорочно. Затоа што овој сегмент ја тангира основата на функционирањето на државата, системот и нејзините институции. Практично ние сега, колку поради веќе стандартизирани и нормирани западноевропски модели на заштита на критичната инфраструктура, толку и поради постоечките регионални и меѓународни безбедностни трендови, реално пред нас имаме многу важен предизвик. Тоа значи дека, почитувајќи ги нашите обществени специфики и сфери на интерес, треба да започнеме со јасно дефинирање на објектите како критична инфраструктура, на мерките на нивната безбедност, како и на обврски и договорности за заштита на критичната инфраструктура. Во својата суштина ова значи подготвување на концептуални предлози решенија, од кои што потоа ќе произлезат соодветни нормативни рамки за практично делување во заштитата на критичната инфраструктура. При тоа како земја кандидат за членка во Европската унија и земја с која ќе идем полноправен член на НАТО, ние веќе имаме одредени законски репери како и на кој начин и во колка мера треба да се одвива институционалната заштита на критичната инфраструктура. Тука пред се мислам на хармонизирање на националното законодавство со европските норми во сегментот на критичната инфраструктура, секако почитувајќи при тоа нашите автономни политики и нашите принципи на безбедностна политика како неделни сегмент од оспарувањето на националните интереси на Република Северна Македонија. Критичната инфраструктура, односно нејзината заштита, представува платформа за одржување на развојот на секоја општествена држава. Токму затоа нашата држава е насочена кон обезбедување на стратешка рамка, која е од суштинско значење за успешно функционирање на системот, за соработката, комуникацијата и координацијата на сите клучни чинители за ефикасното обезбедување и заштита на критичната инфраструктура. Затоа ќе повторам дека моје длабоко уверување е токму науката и струката како елементи кои треба ова прва фаза да покреира темелот со кој што ќе почне системот на заштитата на критичната инфраструктура и при тоа да го имаат главниот збор во дефинирањето на концептот врз кој што се гради тој систем на заштита. Лично сметам дека денешниот настан во организација на нашите пријатели од Трети Хевен, посветен на оваа тема критична инфраструктура, концепти, безбедностни предизвици и при тоа со ваков импозантен академски состав е извонетна можност за правење на важен исчекот токму во таа насока. Искрено очекувам дека денешната дискусија ќе овозможи промовирање на предлози на идеи
кои преку соработа на државните институции со академската и експертската јавност ќе резултираат во изработка на една стратешка рамка и регулатива со која ќе се даде и законски основ за заштита на критичната инфраструктура, за тоа ќе исполниме и нашите цели